Оваа година, по пети пат, од 8 до 15 јули, сите патишта ќе водат во Дојран, Струмица и Гевгелија. Се одржува петото јубилејно издание на медитеранскиот и балкански филм Преку езерото. Оваа година со слоган Пливање во слободен стил. Разговараме со директорот на фестивалот Преку езерото, господинот Јани Бојаджи. Господине Бојаджи, честитки за роденденот. Благодарам. Пети јубилеј, на вистина имате и многу новитети оваа година. Ајде накусо за програмата на фестивалот и кои се новитетите. Програмата и оваа година, како и сите, амбициозна, но оваа година најамбициозна од сите. Имаме мал јубилеј, како што рековте, и во име на тоа, оваа година на фестивалот кој централно ќе се одржи како и до сега во Дојран, сепак даваме една регионална нотка и ќе се одржи во 3 града, тоа се Струмица и Гевгелија, дополнително, каде што ќе представиме програмата Фокус и оваа година во Фокус имаме иранската кинематографија. Зошто иранска кинематографија? Многу причини, јас ќе кажам неколку на брзина. Тоа е една од се уште чистите во својата содржина, во својата идеја за кинематографија, медитерански кинематографии. Тоа е исто така една од најмокните кинематографии во светот. И во овој момент тоа е кинематографија која се создава во едни специфични услови. И многу е важно да се знае како е да се создава филмови, буквално во време на војна. И во име на тоа ние имаме светска премиера на ирански филм, кој ќе биде во официјалната селекција. Тоа е филмот Коцкар. И сме многу среќни заради тоа, затоа што најверојатно сме единствен фестивал во Македонија кој има светска премиера, кој доаѓа од една од најмокните кинематографии, тоа е иранската кинематографија. Самата официјална селекција, официјалната програма и понатаму си останува во Дојран, на амфитеатарот, покрај брегот на езерото, на исклучително убаво место, каде што ќе имаме 6 филмови во официјална селекција. Тоа се филмови кои се горе-долу копродукции, практично тоа 6 филмови, но преку 10 земји кои партиципираат во создавањето на тие филмови. Филмовите доаѓаат од цел Балкан и од цел Медитеран. Имате интересен слоган, пливање во слободен стил. На што ве асоцира тоа пливање во слободен стил и зашто се одлучивте токму роденденскиот фестивал да биде така насловен? Во принцип, ние сакаме да бидеме место на слободата, место каде што творештвото, каде слободата на изразувањето ќе имаат свој простор, каде што нема да постојат граници, идејата на фестивалот е Преку езерото, каде што нема граници, каде што луѓето слободно, во слободен стил можат да пливаат, посебно уметниците, изразувајќи се себе си, своите внатрешни пориви, своите ставови за светот и така натаму. И во тој смисол ние на вистина од првиот ден сакаме за време на фестивалот тоа да биде слободна зона, да се плива во слободен стил, каде што луѓето слободно меѓу себе си комуницираат, ќе разменуваат идеи за животот, за филмот, за уметноста воопшто, а дополнително свесни сме дека живееме во време кога посебно во светот на филмот има ограничувања. Значи, избор на теми, пристап до средства, начини на работа, технологии, стануваат многу тешки за работа и во тој смисол мислам дека сега е моментот за уметниците во светот на филмот да покажат својата слобода. Така е. Сега покрај тоа што има ревијален дел, односно има и надпреварувачки дел, овој фестивал е карактеристичен по своите работилници. Да. Ние навистина сакаме да правиме фестивал, како се ика, со сите нишани. И до сега имавме професионален дел, тоа се нашите работилници за развој и финансирање на студентски дипломски филм. Од ова година почнуваме и работилница за развој и финансирање и на дебитански краткометражен игран филм, затоа што свативме дека никој во Македонија не ги поддржува студентите и дебитантите и дека тие се оставени на самите себе си. А ги има многу. За среќа ги има многу и тоа многу талентирани луѓе на кои никој не им дал шанса.
и се обидуваме да фестивал да го претвориме во место каде што студентите и дебитантите ќе имаат својата шанса да раскажат својата прва приказна со наша помош, а понатаму нели секој со својата среќа и со својот пат во светот на уметноста. И само да дополнам, но ова година освен професионалната нели професионалниот сектор, влегуваме и во индустријскиот, па со помош на медија програмата на Европската унија имаме работилница на најважната тема во овој момент, вештачката интелигенција и современиот филм, каде што ќе се обидеме да ја отвориме темата на кој начин и како вештачка интелигенција ќе влие врз филмото. Филмската продукција во иднина. Директоре, ве гледам со каква страст, со каква љубов говорите за фестивалот и несомнено е дека овој 5-ти јубилеен фестивал ќе биде навистина досега можеби на највисоко ниво, како што кажавте и самите. И посакувам многу успешни фестивалски денови и ќе се видиме таму на лице место. Да сме живи и здрави. Благодарам многу.